Доживотна казна затвор доби убиецот на Емилија Пешева. Согласно доказите од претходно богатото криминално досие на 33-годишниот Фадил Зенилов, судот донесе одлука да биде осуден на доживотен затвор. Обвинетиот Фадил Зенилов од Штип сторил кривично дело убиство од член 123 став 2 точка 2 од кривичниот закон. Зашто судот во овој состав од Советот го осудува на казна доживотен затвор. Согласно член 47 од кривичниот закон, во изречената казна за доживотен затвор, но обвинетиот за сметно времето поминато во притвор, Советот по анализа на сите докази утврди дека е оваа казна оправдана и потребна за обвинетиот од кои причини? Пред се од начинот на извршувањето на кривично дело, каде што Советот утврди свирепост. Сето тоа траело одредени неколку минути, кое што било чувство каде што негова имала решителност за извршување на кривично дело, од друга страна борба за живот од страна на покојната сега Емилија. Второ, покрај свирепоста на извршувањето на кривично дело, фактот дека во месец август судот утврди дека во месец август 24 година исто при такви контакти и средби нивни меѓусебни имало физички напад каде што оштетената Емилија се јавила на лекарски преглед и биле утврдени телесни повреди. Болката не се намалува. Емилија никогаш нема да се врати, но барем правдата е задоволена, велат родителите на Емилија. Да, задоволна сум од обвинителката, од адвокатите, а највише од судијата. Правилна одлука донесе, така треба. Она што не се враќа, ама и он таму до живот ќе биде. Не може да излече болката. Она нема да се врна, ама работа е за такви луѓе да нема. Никако. Моето дете ќе гние и он нека гние таму у затвор. Да не изнегне, да не се повторуваат овакви дела. Сите чуваме, болката е тешка. Да изгубиш керка 29 години е многу тешко. Ја не можам да се... Јас сум со пресудата задоволен, презадоволен. Ама да не случуваат овакви работи. И адвокатот на оштетените потенцираше дека она што е побарано во завршните зборови, односно доживотна казна затвор за убиецот е изречено. Обвинетиот е осуден на казната која што ние сметаме дека ја заслужува. Единствено останува болката на фамилијата, тоа никој не може да го надомести. Да, ова е максималната казна која што можеше да се пропише и кој што е пропишена во кривичниот законник и истата е изречена денес. Доживотна казна затвор е максималната казна која што може да се изрече. Нема право на условен отпуст пред да поминат 15 години од изрекување на истата. Му се ограничени многу права предвидени со закон. Емилија Пешева беше убиена на 1 ноември минатата година во помошен објект на јавното предпријатие ИСАР во близина на нејзиниот дом. Инаку претходно доживотна казна затвор доби убиецот на Танкица, која уби со над 40 убоди од нож во кучани, но потоа сам си пресуди во затворот во Куманово.